По кој знае кој пат, силно да кажеме за гасовод, но не низводно. Владата на прес вчера најави започнување на изградбата на магистралниот гасовод делница 5, што всушност не е вистина. Тој проект, кој што е проект на минатата влада, всушност веќе се гради од минатата година. Самата траса не е скратена за 4 километри, како што пишуваа медиумите, туку е изменета во потег од 4,3 километри. Односно, ќе се исече шума со површина колку цел булевар Партизански одреди од центар до Влае. Како смета да ја намала трасата од 25 на 10 метри, кога на снимките од Google се гледа колку не е испочитуван работниот појас од 25 метри на други делници, кој на места дури зафаќа и 46 метри ширина. Не може да е под 25 метри ако се мисли за безбедност и професионална изведба. До сега веќе се случи една техничка грешка во наводници, која што е 25 метри широка, а за какви сега 10 метри зборуваме. Воопшто не е вистина дека теренот ќе се врати во првобитна состојба и дека после неколку месеци нема да се препознае местото каде поминува гасоводот. Трасата не смее да се пошумува, по кој знае кој пат да повториме. Мора да остане гола за пристап на возила и за да не се оштети самиот гасовод од корењата на дрвјата. Загадувањето нема да се намали во Скопје со изградба на овој гасовод низводно. Ни PM10 честици, ни азот диоксид, ни сулфур диоксид, ништо нема да се намали со градење на гасоводот низводно. Ширење на невистини, крајна и безобразна манипулација со јавноста е оваквото тврдење. Овој гасовод воопшто не е наменет за Скопје. Всушност, Скопје има веќе гасовод 20 години, но нема развиена дистрибутивна мрежа. Доведување на јавноста во заблуда е да се каже дека уште со оваа есен граѓаните на Скопје или било кој воопшто во Република Македонија ќе ги почувствува придобивките на гасификацијата од изградбата на овој проект. Всушност, сите градови кои што се наоѓаат на оваа траса немаат секундарна и терцијална мрежа. Доведување на газ до секое семејство ќе почека долги години, сигурно повеќе од 5. До тогаш дрвја ќе се горат и во Скопје, и во Тетово, и во Гостивар, и во Кичево. Дистрибутивна мрежа, да повторам, нема во ниту еден од градовите. Срамно е да се каже дека Скопје стои на патот на гасификацијата на други градови на Македонија. Владата упорно ги дава истите изјави со месеци наназад, а на барањата тие да ги поддржат со студии и проекти остануваат глуви. Слушаме само ветувања. Јас би продолжила овој пат со читање, значи би сакале да кажат со податоци до каде се проектите, тендерите за изградба на овие мрежи, финансиите одвоени за гасификација во секој град, додека се изградат тие, алтернативната траса надвор од водно ќе се изгради сигурно. Алтернативна траса надвор од водно има. Би сакале и да ни ја презентираат компаративната анализа која што ја споменуваат дека имаат и зошто е токму избрана оваа низводна. Исто така се спомна дека ќе се вкрстела гасоводната траса со главниот извор на водоснабдувањето на Скопје Рашча ако се иде од северната страна, што во никој случај не било препорачливо. Но истовремено кракот за Косово кој што оваа гасоводна траса вака проектирана го има, исто така се вкрстува низ Рашче. Зарем тоа сега не е проблем. Шилегов исто така има пред 8 месеци изјавено со зборови дека е пропуштан правен сегмент, дека студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина е стара, дека изградбата на гасоводот не значи дека треба да се уништи парк шумата водно, без која градот Скопје тешко дека би можел да опстои, каде што бара преиспитување на трасата на гасоводот, изготвување нова оцена на влијание врз животната средина и повторување на постапката за добивање на потребна документација за изградба на гасоводот. Сега си гази по сопствените зборови. 700.000 евра за пошумување на водно, инаку законска обврска, е приближно еднакво на парите што владата ги дава за хортикултурно одржување и уредување, а се работи за двојно поголема површина, 130.000 метри квадратни хортикултурно уредување, наспроти 250.000 метри квадратни работен појас низводно. Немојте да ми кажете дека грмушки, ружи и темјанушки чинат повеќе од 40 до 65 години стари дрвја. Дрвјата не се само дрвна маса, особено не низ заштитено подречје. Нели го сакаме водно? На која основа потоа Министерството за одбрана влегува во игра да финансира и покрива ветувања поврзани со гасоводот? Која е сумата за пошумување на јужните падини кои треба да се пошумат децении наназад, но тоа го дефинираат како невозможна мисија? Како дел од мерките за, да ги наречам, компензација за поминување на гасоводот низ парк шумата водно, владата достави неколку предлози до надлежните и ресорните министерства. Побара да се достави предлог закон за парк шумата Гази Ваба,
како никој не ја известил владата дека таков закон е веќе донесен пред 3,5 години со кој што Гази Баба е прогласена за парк на природата. Ако вака неинформирано и погрешно владата носи одлуки, како да се земе сериозно се остана што е кажано во врска со парк шумата и гасоводот низ Водно. Проектите за зелените коридори долж реките Лепенец и Церава веќе имаат готови студии и се нешто што треба да е веќе готово, имајќи предвид дека тие студии се објавени пред една година. Се најавуваат и закони за парк шумата Водно и кањонот Матка. Овие се проекти кои што не зависат и не смеат да зависат од изградбата на гасоводот низ Водно. Ова се проекти кои не следуваат нас граѓаните и не смееме да бидеме условувани со нив. Не сакаме закони за Водно и Матка направени во брзање, како што е во препораката од владата за 30 дена и со заобиколување на процедурите, како што е случајот и со магистралниот гасовод. Сакаме темелно сработени и издржани закони кои ќе обезбедат максимална можна заштита на овие заштитени подрачја. Министерството за животна средина и просторно планирање во домен на своите ингеренции изјави дека прецизно ќе ја мониторира имплементацијата на гасоводот. Има простор за сомнеж за ова, затоа што голем дел од мерките за намалување на негативните влијанија врз животна средина не се спроведуваат до сега на местата од магистралниот гасовод каде што има градежни работи. Нема обезбедена супервизија од експерт, еколог или биолог. Извршено е сечење, корњење на грмучки и дрва во периодот кога не смеело, кога се гнездат птиците од 1 март до 30 септември. Во предконструктивната фаза не е извршен мониторинг на клучни природни живеалишта на биодиверзитетот. Нема постојано присуство на противпожарно возило. Нема прскање на почвата со вода за да се намали емисијата на прашина во воздухот. Студијата за оцена на влијание врз животна средина не се поништува поради застареност и понатаму. Неразработен дел за влијание на животинскиот свет и растенијата врз заштитеното подрачје парк шума Водно. Исто така тука мора да го спомнеме и лажирањето на соработката со професорот Мицевски во изработката на студијата од страна на Технолаб. Владата на вчерашна седмица заклучи мер да продолжи со изградбата на гасовод низ Водно, но го игнорира фактот дека Министерството за животна средина треба допрва да се изјасни дали е потребна нова студија за измените на трасата која што поминува низ Водно. И за крај, упорно се става еколошки предзнак на овој проект, а за тој да биде таков треба да исполни одредени критериуми и процедури кои што не биле запазени уште од почетната фаза на планирање. Со вчерашната одлука на владата само ги легитимизираше и ги поддржа сите недоследности во целата процедура од почетокот за изведбата на магистралниот гасовод. Во новата документација, таа изработена на наше барање, да трасата оди низ ниви, деградирани пасишта, значи да не оди низ парк шума Водна, да не оди низ заштитени подрачја, особено не низ подрачја каде што имаме заштитени и ендемски видови. Доколку тоа тие го разбираат како соработка наша, тоа нека биде така. Меѓутоа, ние сепак остануваме на ставот не низ Водно.